Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во соработка со локалниот младински совет и полициската станица од Кочани спроведе превентивна активност "Носи кацига, вози безбедно". Таа е дел од кампањата за подигање на сообраќајната култура кај моторциклистите, велосипедистите и лицата кои управуваат електрични тротинети. Учесниците во сообраќајот кои беа контролирани во централното градско подрачје на Кочани добиваа промотивни флаери и усни поуки од полициските службеници. Членовите на локалниот младински совет пак им делеа шишиња со вода како освежување на високите дневни температури. Во овој временски период бројот на овие учесници во сообраќајот се зголемува. Заради тоа Републичкиот совет ја реализира оваа кампања со цел да ги едуцира овие возачи, задолжително да ги почитуваат правилата и прописите и задолжително да носат заштитен шлем или кацига. Покрај тоа, секогаш нивните превозни средства, велосипедите, мотоциклистите треба соодветно да бидат означени. Возачите на електричен тротинет од самиот самрак до разденување задолжително да носат рефлектирачки елек за подобра видливост во сообраќајот. Затоа апелирам, заради ваша безбедност, апелирам конкретно до возачите на велосипед, мотоциклистите и возачите на електричен тротинет. Задолжително носите заштитен шлем кога возите, за ваша заштита и за заштита во безбедноста. Во Кочани дел од мотоциклистите задолжително носеа заштитен шлем кацига, додека велосипедистите за жал мал е бројот што носеа ваков заштитен шлем кацига. Полициските службеници од одделението за внатрешни работи од Кочани потенцираа дека честа појава е учесниците во сообраќајот да поседуваат кацига, но наместо на главата да ја носат во рака или на багажниот дел на моторциклот или велосипедот, што исто така се смета за прекршок и подлежи на законски санкции. Кампањата "Носи кацига, вози безбедно" се реализира во повеќе градови во државата. Минатата година ги дала првите позитивни резултати, иако бројот од 11 мотоциклисти кои биле жртви во сообраќајни несреќи се оценува како нивно високо процентуално учество во вкупниот број загинати. Територијалната противпожарна единица од Кочани доби комплети со мобилни радиостаници, што ги донираше амбасадата на Народна република Кина. Вредноста на донацијата е околу 300.000 денари, а се работи за современи уреди за меѓусебна комуникација на пожарникарите, особено при интервенции на отворен простор и на тешко достапни локации. Од територијалната противпожарна единица информираат дека се добиени професионални рачни радиостаници со соодветни карактеристики што одговараат при работата на пожарникарите. Радиостаниците работат во ВХФ подрачјето и се со сила од 5 вати, при што освен уредот имаат и соодветна антена, брз полнач, адаптер, штипка за појас, слушалка со микрофон и тастер. Тоа ќе им овозможи поголема мобилност и координираност на пожарникарите, особено во отежнати временски и други услови. Истовремено, уредите ќе обезбедат и подобра лична заштита и навремено меѓусебно информирање за потенцијални опасности при интервенции кај пожари. Заради поголема ефикасност и покривање на теренот на општините Кочани, Зрновци и Чешиново-Облешево, за кој е надлежна територијалната противпожарна единица, неопходно е досегот на радиостаниците да се зголеми со поставување соодветен предавател на повисока кота. Во наредниот период ќе биде побарана подршка од Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, Министерството за внатрешни работи и од други институции кои веќе користат слични уреди, со што ќе се постигне подобра меѓусебна координираност и превентивна заштита. Во просториите на компанијата за откуп на отпад и рециклирање Близнак Ком во Гевгелија почна пробното производство на надворешни подни плочки произведени од отпадна пластика. Се работи за два заеднички проекти чии носители се Сдруженијето Еко Тим Исток во партнерство со Еко проект Ко од Кочани и Сдруженијето Еко Лайф во партнерство со Близнак Ком од Гевгелија.
Двата проекта се финансирани од страна на Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови. Вкупната вредност на проектите е над $93,000, од кои 55% ги обезбеди ГЕФ, а останатите се од здруженијата и партнерите. Со парите веќе е набавена линија за производство на екоплочки за надворешно уредување, за чие производство наместо бетон се користи отпадна ПЕТ пластика, како и песок. Станува збор за нов и сертифициран производ на нашите простори, кој се произведува и користи во другите земји повеќе од 10 години. За проектите во Кочани и Гевгелија, за позитивен пример е земено производството на сличен производ во Ерменија. Целта на проектите е да се намали отпадната пластика на територијата на општините Кочани и Гевгелија преку воспоставување систем за производство на екоплочки за надворешно уредување. Носителите на проектот истакнуваат дека се планира да се искористат 5 тони отпадна пластика собрана во Гевгелија и Кочани, а што ќе биде доволна за производство на околу 15 тони екоплочки. Уште на самиот почеток, додека проектот се развиваше како идеја, предизвикала интерес кај дел од општините и другите субјекти во југоисточниот и источниот регион. Сега се планира да се потпише меморандум за соработка за употреба на екоплочките помеѓу двете здруженија и сите заинтересирани купувачи. Општинскиот Црвен крст од Кочани организираше редовна акција за крводарување, што вообичаено се спроведува во последниот четврток од секој месец. На јунската акција, одзивот на хуманите граѓани беше солиден и нешто подобар од минатиот месец. Собрани се вкупно 35 единици со крв, што е добар знак за успешно исполнување на планираните количини крв за оваа година. Акцијата се реализираше во просториите на Црвениот крст во Кочани во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Оваа акција за крводарување беше 11-та поред, а 6-та што Црвениот крст ја спроведе во сопствените простории. При тоа беше упатена благодарност до крводарителите кои се вклучија во акцијата и помогнаа во нејзиното успешно реализирање. Собраните единици крв ќе се транспортираат во Институтот за трансфузиона медицина, а оттаму по потреба ќе се носат до сите клиники каде што за изведување оперативни и други зафати ќе има потреба од крв и крвни продукти. Дванаесет екипи ќе учествуваат на овогодишното јубилејно издание на Илинденските спортски игри Чешиново 2022. Веќе е направен распоредот според кој формирани се 4 групи со по 3 екипи, при што четвртата група ја сочинуваат 3 младински екипи за играчи родени 2003, 2004 и 2005 година. Во првата група ќе се надпреборуваат Чифлик, Бања и Крупиште, во втората Соколарци, Теранци и Тркање, додека во третата Чешиново, Карбенци и Облешево. Четвртата група ја сочинуваат младинците од Академија Пандев, Осогово и Слога 1934. Месната заедница од Чешиново по 50-ти пат ќе биде домакин на Илинденските спортски игри. Манифестацијата ќе почне на 9 јули, а завршницата вообичаено ќе ја има на големиот македонски национален празник Илинден. Централно место на игрите, кои имаат повеќе децениска традиција, вообичаено е турнирот во фудбал. За најдобрите екипи и поединци обезбедени се признанија и парични награди, при што победничката екипа ќе добие 80.000 денари, а второпласираната 40.000. Освен наградите во екипна конкуренција, признанија се обезбедени и за најдобриот играч и најдобриот стрелец на турнирот.